Комисијата за финансирање и буџет беа прифатени најмногу амандмани и ја имате таа среќа да се пофалите во кои општини ќе имаат проекти граѓаните. За жал ние немавме таа среќа, иако имав над 25 амандмани поднесено за општините Газибаба, Сопиште и Илинден, ја немавме таа среќа ниту еден да ни биде прифатен. Го спомнавте Меѓународниот монетарен фонд. А што забележува Меѓународниот монетарен фонд, сега ќе ви кажам. Вака велат, поради откажувањето од примената на прогресивниот данок, како и поради зголемувањето на платите во администрацијата и на пензиите, представниците на Меѓународниот монетарен фонд сметаат дека би можеле да се подкопаат некои од придобивките навестени со неодамнешните фискални реформи. Од ММФ, чиј тим престојуваше во земјава заради спроведување на редовниот годишен преглед на економијата, испратија суптилни забелешки за фискалните политики на владата, испланирани со предизборниот буџет за наредната година. Со своји укажувања посочија дека минималната плата нема да ја намали сиромаштијата и дека проектот Мој ДДВ е товар за буџетот. За жал, овој буџет, огромен, мегаломански, 3,9 милијарди евра, од него има само 380 милиони евра капитални инвестиции. Трендот на иселување на младите го имаме во целиот регион, не е само во нашата држава и добро е да превземаме мерки за тоа да се намали, иако нема магично стапче тоа да се среди, но мислам дека покачувањето на пензиите, ние не сме против покачувањето на пензиите, напротив, во време на ВМРО ДПМН имаше усогласување и зголемување на пензиите. Ниту сме против за повисоки плати, но на начинот на кој што го воведе оваа влада, тоа е за како еден вид еднократен стимул на економијата, кој што на долгорочен план за жал не е одржлив. Понатаму, според ММФ, растот на БДП во 2020 се очекува да биде 3,4%, што ќе се должи на буџетот за следната година и на повисоките плати, не на капиталните инвестиции. Оваа влада проектираше 3,8% економски раст, иако е далеку од ветениот во предизборната програма од 5%, но мислам дека и 3,8 нема да го реализира, со оглед на тоа што имаме изборна година, конституирање на влада, така да со темпото на извршување на работите во општините, бидејќи скоро секаде не се работи ништо, нема да го оствари тоа. И дефинитивно реформа во јавната администрација не е да се пренатрупа повторно со вработени јавната администрација, затоа што оваа влада беше главен критичар дека јавната администрација не е ефикасна и е пренатрупана. Го прави сега баш пред избори токму спротивното. Вработува на ангро вработува и министерот Манчевски кажа дека трендот на вработување ќе продолжи без разлика што има избори. Благодарам. Контрареплика пратеник од Исмаил